Ovako, Nema нуждане. можемо да продължим. Я по телефона ще следам, ти да не си киеш. Ще ти пишем и the meeting is being live streamed. Окей, Yes. супер. Добро. Окей, виќе со кафења сме завршени. Фала многу. Фала ви на вашето присуство. Многу ми е драго да најавам сесијата која што долго ја спремавме и особено ми е драго што имаме добра но и луѓе кои што ќе ја презентираат темата. Значи сакаме да ги видиме начините како од предприемач со стекнување на искуство, со стекнување на знаење би можело и на одлука кога анските води и како се тоа што функционира еднаш што ќе почнете да бидете консултанти. Имаме, велам, четворка сме мажи, се обидовме да разбиеме и со наши драги колешки, за жал кој е во Србија, кој ќе биде, че нека рече ќе дојде многу брзо во публика, али за жал некако кршиме мразови ние што сме мразо крфачи од оваа страна. Но не се. Јас во секој случај сакам да значи јас ќе бидам натор, исто така ќе му го дадам зборот на Данчо да не е лошо и да се представиме овакво на почеток, потоа да одиме кој е замислата Данчо на днешната сесија. Здраво на сите, Данчо Динков од Асоциација на менеджмент консултанти. Јас сум председател на организацијата и кога видовме дека глобална недела на претприемништво и стартап Македонија се организира како НАФТА, баш сакавме да зборуваме на тема што е атрактивна за претприемачите. Мислам, нас првична желба ни беше за Certified Management Consultant, ама така мислам дека не може да се појави. И заради тоа сакавме баш да го зборуваме тоа што сите сакаат во некоја фаза да прераснат во консултант. Сега, дали некој се раѓа како консултант, не навлегува од натаки, меѓутоа, дали се почнува директно како консултант или пак различни патишта. Некој почнале како вработен во компанија, па си отвориле своја фирма, па научиле некаква експертиза, па прераснале, или пак кај Зоки примерот, па наопаку доаѓа каде што е првен консултант од тоа предприемач. И баш сакавме да ја обработиме оваа тема во првата половина од времето што ни е на располагање, гледам дека од 6 до 8. Првиот час беше замислено баш да кажеме неколку приказки како почнале некој со консултант, фала Богу доколку некој има некое прашање, тука сме уживо, настанот, колку што знам, го стримаме и на Zoom, веќе имаме 5 луѓе онлайн, може тие што се онлайн, ако имат нешто прашање да пишат, јас ќе ги гледам тие делови, и потоа да имаме како неформална среда. Неформална во призма на имаме таму нешто пијачки, закуска, зашто ипак Zoom веќе од ковидот ни е на сите доставено, ама по друга страна мора да се врати тоа старото луѓе со луѓе разговори, поврзување, мрежување и фала Богу стварување на потенцијални соработки. Да не го должам, ако може да се представите и вие двајцата, Игорче, ако може, или пак? Не, прво одиме со помлада генерација, па после одиме да фала на поканата, секако во улога и на, ајде да кажем и ко-хост, затоа што и од неделата на предприемништво од страна на Стартап Македонија се организира. За оние кои што не ме знаат, моето име е Игор Маџов, председател на Стартап Македонија. И исто така кофаундер на Nest, кој што е консултантска компанија, односно ние го викаме Venture Advisory. И всушност тука е една од причините дека ги покажеме во целиот спектрум на предприемништво сите можности кои што се за растење на истото во земјата со глобалната недела на предприемништво, кој што се открива повеќе од 200 земји и се слават успесите, се всушност подржуваат сите организации кои што даваат допринос од предприемничкиот пат од почетоците па се до крајот.
додека во Македонија ова е еден од 50 настани и многу ми е драго што и прв пат и оваа тема ја адаптираме. Обработивме во неделава многу теми, но сега во една друга функција, затоа што сепак мислам дека ние сме луѓе кои што не може да бидеме еднодимензионални. Тоа значи дека не можеме да бидеме само со едно нешто исполнети. Сакаме да бидеме родители, тоа е една улога, сакаме да бидеме предприемачи, некогаш си даваш на совети, консултант или во повеќе организација допринесуваш, така да на некој начин постои некоја флуидност и драго ми е што темава ќе обработиме подлабоко. Супер. Игор, фала ти многу. Особено ми е драго затоа што на предпоследниот ден од оваа недела на предприемништво ти овде со нас. И ајде, ќе имаме можност да на некој начин и убаво да ја завршиме денес и утре. Тука е со нас и Љубомир Трајковски, еден од основачите на Менеджмент консалтинг асоциација МК 2000. Така да многу ми е драго што така се погодија работите да всушност и Љубомир биде. Требаше иначе да биде и Ристо Иванов, кој кај нас го води делот на сертификација CMC, Certified Management Consultants, но короната се уште не ги обликува животите, така да отприлика, имаме баш предприемач кој што во меѓувреме е еден од, можеби, сега најдобри консултанти, барем ја што ги знам и учам се уште од него. Љубомир, повед. Те представи, па да ни се представиш и ти. Благодарам, ова ми е специјално задоволство да имам шанса да ве видам и да споделам нешто од моите размислувања. Не поради тоа што Зоки ми се јави пред 2 часа и ми кажа дека, него имам зградено одредени радикални и провокативни идеи за оваа тема и че го злоупотребам ова време да ги ја скажам, а вие реагирајте како мислите дека ви одговара. Да бидете повотек во секој тренутак, можам да прекинам и да одговорам на некои прашања кои ги чекам. Така. Тоа е тоа. Одлично. Океј, можеме ние полека и да овако да почнеме. Значи тоа е тој формат. На почеток ќе ги имаме на пример некакви лични инпути на присутните, значи на нашите презентери поведничари. Во основа без разлика што ја и Данчо сме модератори, мислам дека многу брзо ќе можеме да смениме капата од модератори во исто така презентери. Али велам, се надеваме дека се тоа ќе може да има некаква понеформална. Гледам исто така колеги и колешки кои што се членови на Менеджмент консалтинг асоциацијата на Македонија, кои што се тука. За жал не ни се овде, али ти ни се приклучуваат преку дискусија. Така да во основа и плюс има и луѓе кои што барем се надам дека во еден момент кога ќе одлучат, може ќе станат наши идни членови. Јас сум одворен за членство во Македонска, во Менеджмент консалтинг асоцијата. Така да, меѓу другото и тоа ми е една од тие овакво намери. Али добро, да прашам. Да, јас имам прашање што сакам да почнам за дискусијата. Конкретно за нас четвориците. Дали некои сте почнали од корпоративен свет во консалтинг или од предприемништво во консалтинг? Ако може од тоа прашање чисто бев любопитен. Игорче, од прво да почнем, ако не. Може малце да копаме ту историја? Се е почело далечна, чекай, многу така цела историја. Да, не, значи, делот на предприемништво и ја да го кажеме тој неформален сектор на вклучување и активизам, кај мене е уште од средно имаше една иницијатива, се викаше Business Without Borders, која што уште како млади ни даде шанса да креираме програми за предприемачи, кој што бев во првиот така наречен борд на млади, 17 годишни неискусни, со големи амбиции и
ајде да кажам, Млади наивни. па наивни, но curiosity, значи голема желба за истражување. И од тогаш всушност имавме една од програмите која што Данчо можам да кажам беше првиот учесник на една таква акселерацијска програма и од тогаш натаму, значи ајде кажам 20 години, смешно ќе биде, ама скоро 20 години, работење во делот на поддршка на предприемништво, предприемачки програми и вклучување во бизнис секторот како некој кој што директно работел со големи настани конференции. Тоа беше едно спојување помеѓу двата света, така да доста моите улоги се менувале од тоа И од предприемништво и од корпоративен, односно работење за некого, работење со некого, за работење за себе и постојано менување на улогите. Според тебе, како мислиш дека е подобро да се стане консултант од предприемач консултант или од работење во корпорација, сега корпоративен свет неколку години, па да се бренчаутсорс, тргаш од корпорација, си отвориш твоја консултант? Па да, значи длабинското познавање на одредена сфера е присутно за да можеш да направиш промена на некого, значи изодување на патот, дали тоа ќе го правиш во одредена нишка, односно вертикала, каде што ќе имаш специализирано знаење што ќе го пренесеш, или пак ние од другата страна стартапите знаеме да кажеме менторски пристап, со кој што само ќе го водиш низ процесот, не да го завршуваш, или да завршуваш активностите за некого. Тоа може најчесто го гледаме обратно, до тоа да бидеш во корпоративниот сектор, потоа да станеш да бидеш консултант, но се повеќе и повеќе сакаме да ги вклучуваме барем ние, предприемачите да станат ментори, па потоа да се пронајдат себе си дали во улога на консултанти, дали во улога на ментор, дали во улога на инвеститор и така натаму. Јасно. Па Љубомир, кај како Мене беше традиционално, заврши факултет, се работил во голема фирма, после година дена онбординг, ми рекол дека сум за консалтинг департментот, преживеав 23 години до 91 година, фирмата се затвори и онда се најдов во ситуација која уопште не ми се свича. Мака. И рекол кога, ако е макро, ќе ти бидам сам свој газда. Така да отворив консалтинг агенција, мала, тенденциозно мала, во функција да можам да колку толку функционирам според моите животни опредоби и правила. Ние баш за тоа не знаев како се стигна до консултанти, ме интересираше дали од корпоративен свет си префрлен како собствен индивидуалец консултант. Терминот работев во невиđено голема корпорација, така да. Да. Али не беше предприемачко. Јасно. Значи, сега имаме двајца што викаат дека од корпоративен свет стекнува вештини, Љубомир дури 20 години си работел како вработен и после тоа си почнал како консултант. Зоки, кај тебе каква е ситуацијата? Па ја мислам дека кај мене е една хибридна ситуација. Јас почнав 97-98 всушност да работам за една програма на USA за развој на невладени организации и ги одев оние од Project Officer што беше некаква не беше најмала, али беше платна, па до највисоко поставен програмски оваква човек од Македонија. И всушност кај нас се случи една трансформација дека самата програма даваше грантови, имаше така наречени обуки и техничка помош. Тоа е всушност консултантството, у тоа време не мислев дека нешто компјутерите им прават, нели? Мислам кога влегував во целата приказна. И онда се случи да бидејќи немаше никаква кај нас не можеше да најдеш добар тренер. Мислам и онда ние го согледавме тоа. Лиле беше дел на тоа, го создадовме тој македонски тренинг тим или нешто така беше. Кој што таа група од 15-тина паметни, умни луѓе од граѓанскиот сектор се инвестираше доста и онда
тема по тема, некако ја иницииравме таа приказна. А ние всушност, не знам Лиле дали го знае ова, имаше еден период кога тој тренинг тим почна па да покажува знаци на не растурање, али имаше фантастични поединци, ама најчесто тие кои што се фантастични не се приметени од тренинг менаџерите што беа кај нас. Тие што се, како ги викаат, има еден многу недобрен збор, ова што знаат малку боле да се гребат, овакво тие одеа боле. Онда дојдовме, имаше една ситуација да еден од нашите грантисти, значи ние работиме со грантисти као програмци, и викам како поминавте на обуката и вака се смее. Викам што е работа? Вика ја толку не сум се смеела ниту у драмски. Значи толку, викам чекај, ама стратешко планирање поминавте. Ама нема везе, викам, тоа такви вежби. Тоа јас тоа викам чекај сте, овие идат таму да ги овакво да му прават забава на плепсот на учесниците или прават обука. И некако тоа ни беше шамарчина онака. Свативме дека сме претерале. Мислам, едноставно не сме претерали, кога ќе дозволите, кога немате јасна програмска вакво. И ние решивме, всушност, таа екипа од 15 работени, негде 7-8, всушност, ние почнавме да даваме обуки. Бевме способни, мислам, отприлика имаше веќе некои кои што се. Така да, ја повторно ќе кажам, не дека тоа, нас никој не тераш, мислам, тоа и него уновчувавме. Плата да беше, отприлика така како што беше, ама не бевме тренери, бевме програмци кои што сакавме да малце боле И онда во тоа време, после 2000 година, падна тренинг тимот, него користевме, тоа беше 95-та до 99-та 2000-та никад, а после тоа преземавме ние. И сушто така. И онда, значи, ја велам, можеби не било предприемачки, али и шекорот на тие пар луѓе кои што бевме, до ден денеска се врвни и консултанти, и работат на меѓународно ниво, и менаџери во дадена смисла, али во главном тој трансфер на знаење им е фокус. Некако не детерминира, ние после ја направивме Центар за институционален развој, што да речеме, пак е невладина организација, ама беше еден предприемачки оваков момент каде што ние рековме окей, сакаме ние да преземеме некаква одговорност. И нели после тоа, али генерално јас од кога ја завршив тој дел на мојата кариера, во основа се запрашав што ја знам, нели? Во делот на она што го правам. И викам, знам да правам проекти, знам да држам обуки, знам да работам со луѓе и некако од 2015 кога се направи Проефект, значи сега сте во простори на Проефект, кој што викаат шоурум, еден словенски проект со партнери од Словенија кои што го реализиравме и всушност ни даде можност да ја таму имаме горе просторија за 15 луѓе, ова е малце која ќе се направи, ова ги имаме сите услови скоро 25-30 конференцијски, иначе вака е некако боле со телевизор, со не знам што, али горе доле барем некои 10 на 12.000 евра инвестиравме во реконструкција. Ова порано беше некоја вежбалница за овако не знам кој тип на спорт. Така да, ако ништо друго, некако и особено од кога се најдов во 2015 нааму во оваа група за менеджмент консалтинг, ја мислам дека е право место за било кој што се бави со да, ако ништо друго, барем ќе научи друг стил, ќе научи пристап, ќе научи што која мука се сретнуваат други консултанти, нешто што за жал ја велам, не е нешто што е по парсе, секој треба да се врежува, али е нешто што Имам многу прашања за поставување. Ти можеш не, нема. Чисто само да го кажам мојот дел на предпоставам, многу ми се допадна она што Игор го кажа, дека секогаш не си само еден. Мислам, играш поише улоги, али дефинитивно искуството што го имам, јас за тоа велам се фокусирам токму тоа што го знам најболje да и не се жалам. Браво. Јас ќе пробам тоа Да, многу добри се за тебе. Јас па сум само обратно од вас. Значи, почнав како фриленсер
каде што економиста, знам истражување на пазари, бизнис планови и почнуваш како фриленсер да го правиш тоа, па со тек на време стануваш и добар, сам на почеток после факултет, истражување на пазаре, Википедија и Google и скопува ствари. И од таму почнав да добивам клиенти, како станував подобар со вештините од истражување на пазар, бизнис планови, lead generation, маркетинг и продажба. Како станував подобар, почна повише да ме барам. И до степен каде што од фриленсинг беше морав да барам сабконтрактори за да можам да делегирам дел од работата. И пробав да сабконтрактирам индийци и филипинци, doesn't work. Пробав се, сватив дека ако сакам да имам контрола на квалитет и добар output, мора да се отвори како компанија, каде што веќе ќе си има вработени луѓе со full time, каде што можам и да ги обучам и да му покажам тие вештини што сум си ги знаел во факултет, како да можеме да ги правиме на покомерцијална база. И, да тоа реков кратка верзија, од тие вештини и од фидбекот на пазарот почнавме, па се бара повеќе маркетинг и продажба, помалку се бара бизнис планови, па од пазарот ќе дојде предприемач, ти даде пари за бизнис план, го правиш и толку. Нема втор бизнис план, нема апсел, нема ништо што плюс можеш да му понудиш, а во продажба се пронајдовме многу повеќе бидејќи има неограничена работа. Ако на некој му донесеш 3 клиенти, ќе сака 5, ако сака 5 може 10, а може неделно да добива потенцијални клиенти месечно и сватив дека на continuity, баш на долгорочност на компанијата во маркетинг и продажба има многу повеќе работа отколку во еднократно истражување на пазар или еднократен бизнис план. И затоа баш кога го гледам како вештини, јас си го сметав многу најголем. Од факултет излезен, знам да правам истражување на пазар и бизнис план. Толку. Од тоа веќе почнав низ грешки и фала Богу почнав поевтино малку на почеток. И како стануваш подобар, само цената си расте и тоа е пазарно ориентирана услуга. Ако има многу луѓе што чекаат, расте цената, ако немаш ич работа, симнуваш цена и баш немам јас никакво корпоративно искуство работено. Мислам 2-3 години у софтверска компанија работев, 2-3 години у холандска развојна организација, ама генерално сето консултантско искуство почна од едно наивно имам вештина, како да почне да капе некој динар после работа од таму и сега прерасна во супер консултантска фирма која што веќе специализиравме за маркетинг и продажба. Таа скратената верзија, долгата верзија без пиво не ја кажувам, така да затоа треба многу. Имаме ние човек овде за Бизби од 2015 или 2016 веќе почнав како компанија и баш одев како со стресови, леле ќе отворам фирма, каде што немаш претходно искуство у менаџирање на фирми и баш го почнав како кој е најлошиот сценарио. Бараме стан по Чирија, за 3 месеци имаме пари Чирија да покриеме, купуваме 4 компјутери на 12 рати од Анкоч без камата со кредитна картичка за да може да има опрема и земавме 4 практиканти. Значи, буквално земавме 4 практиканти и рековме имаме 3 месеци. Или ќе не биде, или нема да не биде. И да не е за подрив, сега сме на 25 години, така да шо и да сме направиле, валја видно. не бидно. Супер. Дали сметате дека маркетинг, истражување и анализа на пазарот за една компанија е нешто што се работи еднократно? Треба малку периодично да се работи на одреден временски период за да биде актуелно. Тука сите сме консултанти, ако нас не прашаш, треба секој ден да има ново истражување на пазар. Пазарот се менува. Тие што потреби биле пред 6 месеци, не мора да значи дека за после 6 месеци. Препорачливо е фреквентно да се прави истражување на пазар, со цел да се види дали има измени на побарувачка, или па пред 6 месеци имало едни побројани, сега се смениле, дали за 5% или па се појавила нова потреба. У нашата компанија ние на секој 6 месеци си правиме истражување на пазар, дел не од стратегијата, не планираме 3 до 5 години, од 21 век никој не знае за 5 години што се случи. Со ковид, ниеден бизнис план немаше во случај да се појави ковид, али на секој 6 месеци си правиме мини истражување, гледаме што се случува, си правиме план за следните 6 месеци, така да сега сме декември, ме чека тоа сега наскоро. Меѓутоа, ако го продаваш како услуга, сега се враќам од другата страна,
предприемачите најчесто имаме една идеја за бизнис. Ти викаш супер, тоа pump excited, леле за 6 месеци 3 милиона ќе направам. Викам, тебе прв бизнис ти е овако, очекуваш ти 3 милиона у првите 6 месеци и секогаш викаме супер, имаш идеја, ајде да ја валидираме, да направиме некакви истражувања на пазарот, на конкуренцијата, на индустријата, дали веќе го има некој, ако го има, колку пари се малку подобро да се запознаеме. Ако ја валидираме идејата, супер е, следен го знаеме пазарот, го знаеме финансиски, ќе направиме пари од оваа можност. Колку трошоци, колку приходи, по која цена, каков маркетинг, каква продажба. И искрено, мене ми е многу ексајтинг кога работиме со предприемачи, когато на светско ниво, каде што deep learning, artificial intelligence и што ти научите што не. Ама најчесто предприемачите, поготово на почетокот, се така амбициозни, 10 милиона, 200 милиона у првите 3 години. И знаеш, кога некој прв пат отвора бизнис, наспроти некој што втор пат веќе отвора бизнис и одма знае не, да не се лажиме, дај да видиме како реализираме. Мислам тука само да додам делот на разликата од имањето на предприемачка позадина за како да ја мензионираш, да го димензионираш советот кој што треба да го дадеш, затоа што јас на пример не сакав никогаш себе си да се кажам дека сум консултант, затоа што консултантите се некои кои што според мене во некое време беше дека потребно е да изнајдат начин како да го наплатат тоа што го работат. Тоа е тотално нормално. Од друга страна, беше дека, окей, како да направиме минимизирање на трошоците, така како предприемач, секогаш го користат делот на ментори, но свакаш дека мораш некогаш да почнеш да поработиш директно со нив и малку оној делот на handholding да се случи, за да навистина израат работите, да бидат направени не само на хартија, туку и да се изреализираат. Така да, нашиот дел што повеќе е во пристап на финансирање, некој работе во Venture Capital Fund, акселератор предходно, и видов што беа грешките до технолошки стартапи, доаѓаат со големи амбиции, сакаат да влезат на пазарот, ги прават плановите со своите подржувачи, консултанти се, и на крајот тоа не излегува зашто пазарот сосема нешто домашно не се на пазар. Што ме носи до второто прашање што има вака како дискусија е сите сме на иста фреквенција дека треба да имаш некаква вештина или некаква експертиза, што после можеш да ја нудиш како консултант. И сега, за да можеш да бидеш консултант, кои се тие дополнителни вештини што треба да ги имаш, за да може всушност да ја понудиш, само како пример да го кажам. Мене ме бива да правам ракија. Сега, ама за да бидам консултант за како да правиш ракија, покрај знаењето за како се прави ракија, треба да имаш и низа други вештини за да можеш успешно да му помогнеш на компаниите. Че прв си крена ова разбор? Не, имам контрамислено. Така. Вештина. Пред него што го кажам, оно што го планирав. Кога големи консалтинг куќи во свет рекрутираат млади консултанти, почињаат 3-4, трета, четврта година да опипаваат терен што луѓе ќе се појават, после дипломирање се прави рекрутмент, не се бара никакво знаење за вештина, него се бара способност за учење. Тоа се две различни работи. Но овде се надоврзал со сега она што го планира да го кажа. За луѓе во мои години не е препорачливо да почнуваат. Кога ја бев млад, знаете што се прави. У моје време. Јас сум правил това што сум можел да правам, а што можам ми одредувала околината. Во многу помал дел сум успел да го правам това што сум сакал. Така да искуството од некој пат важи за тие услови тоа е. Сега сме во ситуација каде што условите се сосем различни. Така да вештини од некој пат применети сега, што е многу чест случај, практично не функционира. Втора работа. Нагласувам, јас сум менеджмент консултант. Тоа значи јас не сум бизнес консултант, јас не сум IT експерт,
Јас не сум тренер. Јас сум менеджмент консултант. Куцнете на Google, ќе видите, менеджмент консултант е некој кој помага на менеджери преку информации, препораки, да менеджерот донесе одлука и да продолжи понатаму. Да. Тоа значи, на пример, за бизнес план. Слушате, некој пут консултанти во Скопје прават по 30 бизнес планови, така наречени банкарски бизнес планови. Темплейт, copy-paste, штампа. Он го прави и го дава како производ. Менеджмент консултант не дава никаков производ од работа. Он само дава доверба дека тоа што го зборува може да биде корисно за некого. И тука е голема разлика измеѓу предприемач кој има производ врз база на која прави пари, и тука имам тотално негативно мислење. Предприемач. Сакаш да правиш $1,000,000 првата година или сакаш да направиш нешто корисно за оваа држава, за овие луѓе, за овие Horizon проекти. И тоа е лично прашање психолошко. Верувам дека е многу тешко тоа, бидејќи има една македонска поговорка: кога сиромаштија куца на врата, љубов и достоинство бегат во прозор. И од тоа сум пател цел живот. Љупчо, ова своево колку кошта толку? Морам или доброволно? Доброволно. Дојди проходи. Така да значи, искуството не е примарниот фактор. Примарниот фактор е желба да нешто научите и со тоа што научите да сте корак пред потенцијалниот клиент. Ти спомна artificial intelligence. Што е artificial intelligence? Тоа него пред 5 години не си го знае, пред 20 години не си го знае. Okay? Што е system development во Алфа? Никој не го знае, а треба да живееме со тоа. Okay? И ќе завршам нешто со Иво што рекол дека ќе се скараме. Како се викаше твојата презентација пред некој ден? Зашто во Македонија нема? Го заборите? И куцнав на Google, што е тоа? Тоа е предприемач кој во року првата година направил $1,000,000 промет. Вредноста на компанијата е поголема од 1 милиарда, без разлика во колку време. Сваќате, значи, одиме, али живееме во пазарно стопанство, и сега тоа ќе не некако тера. Како ќе пливаме, дали ќе пркаме пари, дека пари може на различни начини да се заработат. Или ќе правиме пари, а со тоа да си го задоволиме својот личен интерес, професионален, користен, да бидеме прифатени од некого. И ќе завршам со првата порака која ја добив кога се вработи, бевме на конференција и директорот на фирмата отвара говорот со нешто што до денес е многу важно за мене. Он вика: почитувани колеги, ние сме најдобра фирма во свет. Дали знаете што значи да се биде добар? Дефиниција број 1. Купи јефтино, продај скапо. Тачка. Трговија. Тоа е уличната дефиниција. Не е трговија. Тоа е улична дефиниција на успешен бизнес. Втората дефиниција е школска. Купи јефтино, продај го скапо, али тоа што си го продал помогне му на клиентот да може да го користи. И третата дефиниција, којата е најголема фирма, најуспешна фирма, беше да се прочитува. Купуваме јефтино, продаваме скапо, ги оспособуваме клиентите да го користат нашиот производ и им помагаме да заедно направиме пари. Јас на неколку полиња не се слагам со тоа, ама баш тоа е дискусијата зашто сакавме да ја имаме, иначе само. Видите, и во проектирање ќе стигнете до еден проблем. Странците бараат, не бараат више result, project output, бараат project outcome. Значи нешто се направиле, дали ова добро или лошо, него каква е фајда од тоа што се направи.
менеджмент консултанти треба да помагаат да се направи Истинската клиентот да се направи некаква промена кај клиентот. Тоа е одамна, али Не види, тоа. мене фала ти ова што го потенцираше, пошто кога зборувавме прешка по телефон, јас тоа и го подлеков. Идејата е, мислам и навистина би сакал да слушнам од сите вас, но исто така и од публика. Во кој момент некој кој што има реално искуство предприемачко, па дури ако сакате експертско во работејќи низ годините, одлучува дека може да биде консултант и дека може да работи со тоа, да го пренесува и од тоа да вади исто така за живот. Пошто ми се чини дека тоа е момент кај нас има или пребрзо луѓе што стануваат консултанти, затоа што, не знам, биле 2 години, 3 години у некаква програма меѓународна, завршува таа програма и што ќе бидам, јас сум експерт во дадена област, што е исто така едно големо прашање, што се случува потоа, знам, или пак, да речеме, јас, бидејќи се бавам со членство со неколку луѓе кои што сум зборил што имаат реално искуство, експертиза, дошле до доктор на науки како ниво на образование, фантастичен е во пренесување на овакво знаење, совети, ја владее темата. Някој ќе му кажам, ајде овакво направи го првиот чекор. Дојди кај нас, помини овакво, сертифицира се као консултант, вика не знам. Се уште размислувам. Се уште сум, значи, кој е тој момент што во основа вас ќе ве натера или вас ве натерало да направите чекорот? Да почнете да бидете консултант. Две работи, само ја сакам да ти го следните да кажеш. За вештините, баш мислам дека од таа насока јас го размислував дека ако технички експерт не може да стане консултант. Технички експерт може да стане консултант, ама треба некои дополнителни вештини за како да го пренесиш тоа знаење. Дали процесно знаење, имаш диагностика, промена, аутпут. Дали знаење како да му го водиш и го што вика зараче клиентот за он да може сам да го направи. Или пак баш пример ти кој што викаш кои вештини треба да ги имаш за да му помогнеш на клиентот за заедно да направите пари. А второто ми беше само за моделот што го викаше ти порано било ефтино купи го, продај го скапо. Јас малку во последно време додавам нова формула више, измисли го еднаш, препродава го неограничено пати. Сам сега тоа е како 21 век, али бизнес модел. Например, се продава неограничено или дигитален производ, книга, онлайн академија, сам го правиме се тоа знам. И се додека сме го купи го ефтино, продај го поскапо, имам како агенција модел каде што имаш луѓе, трошоци, обврски. Во моментот кога преминуваш во онлайн светот, во дигиталниот, имаш измисли нешто утилизирано. Леле на македонски ствар не знам како се али. Дај кажи го направо за речи што. Софтвер, се го нафочеш без дополнителен напор. Мислам дека тука се тие unicorns што ја кажеш ти, зашто билион да направиш ти у agency бизнес модел, мислам дека треба 5000 вработени, па не знам, мислам не знаеш кој више на 5000 вработени со организацијска структура, за да можеш да обслужиш. Меѓутоа во софтверот може да се тројца вработени фантастичен софтвер на светско ниво да направат билион. И тоа така само да додам дека више има и други бизнес модели каде што почнуваат купи ефтино, продај поскапо, ама више малку почнав бар јас лично да барам бизниси каде што е создади го еднаш и после може да го препродаваш на ограничена пати. И додека не дојде да те купи за поскапо. Да, значи, баш го слушав и кога дискутираше, го огледав низ перспектива на бизнес моделите кои што постоеле, односно кои што биле утврдени како стандардни и како се менуваат бизнес моделите не толку многу заради тоа што ние сакаме да ги менуваме, туку затоа што се менува и пазарот на кој што ги конзумира информациите како што сака да му биде помогнато, како беше тоа со сила на некого не можеш да му помогнеш. Значи, тука посебно во делот на консултантство,
гледам дека некој кој што има искуство во одредена област, кој што е препознаен дека го има знаењето, соработува со некој кој што има потреба да тоа знаење биде пренесено. И тука всушност наоѓа таа размена на искуство или структурирано пренесување на искуство на години или знаење, да може нештата да се направат за пократко време. Сега најголеми консултанти ако земете тогаш се инвеститорите кои што викаат ја ти давам знаење, пари за да може да ги бризгаме и да ги растеме тие юникорн компании кои што се со голем потенцијал за раст, ама тие не се директно поврзани со ангажирање на луѓе, односно не е право пропорционално, туку постои labor intensive. labor intensive, туку е knowledge intensive. И сега доаѓаме во едно друго општество во кое што видиме моделот на ако може да создадам една равенка, која што не е вика купи нешто ефтино, туку придај вредност, направи вредност за клиентот и за околината, која што потоа дополнително ќе зголемува вредноста на првиот продукт кој што си го креирал, затоа што ако секогаш бараме тоа да биде притисок на поевтино, тогаш всушност никогаш нема додадената вредност да биде доволно голема за да може сите успешно да живеат. Тука е разликата малце зашто и со Стартап Македонија многу повеќе сакаме да работиме со продуктни компании отколку со сервисни, но како консултант функцијата е незаменлива, односно еве се ставам себе си да може да помогнам на тие компании кои што креираат продукти да не ги направат грешките кои што ги направиле други за да им го скратиме времето до доаѓањето до тој юникорн статус. Се избегнат некои од грешките што знаеш дека Игор, повторно би реагирал. Зборуваме за менеджмент консултант. Менеджмент консултант го правилно да помага на стартапот да нешто направи. Менеджмент консултантот не прави ништо. Најпроста упоредба е фудбал. Тренер и капитен. Што мислите, кој е консултантот, кој е стартапот? тренерот фале консултантот седе од страна и суплира. Пласира знаење, подготвува, али не дава голови. А овој капитенот дава голови, собира аплаузи, ама тренерот има 5 пати поголема награда. Ако на интернет, на Google куцнете фриленсер, ентерпренер, консултант, погледнете го, се појавува веднага еден чланак кај што кажува што е што и може да ќе ве изненади. Али сумарно завршува на ова. Што е производ? За консултант апсолутно производ не. Што е услуга и што е консултантски допринос. Во врска на избор на добри консултанти не се оценува, не се евалуира колку знае, колку курса има, колку сертификата, него вика, а на колку места твоето знаење допринало промена кај клиентот. Тоа значи, добри консултанти се мерат со аутпут. Стариот бизнес модел тоа го викаше продажба преку, рекла кажала, мауто, selling by mouth. Word of mouth. Само уште една ствар. Тепи така сум, бидејќи повише ценам знаење и квалитет отколку искуство. Ти спомна транзиција. Во нашето друштво транзиција, трансформација, дигитална трансформација, политичка транзиција, се стана попарано. Ако имате некое дете во 7-8 одделение геометрија, и таму ќе најдете 3 термина како ги објаснуваат и се е врската со ова. Едното е транслација, мрдате и не идете напред. Едно е трансформација, од А одам на Б, од предприемач се трансформирам во консултант, а третото е малку вредливо. Нити знаете од каде тргнувате, нити знаете каде сакате да стигнете. И тоа
Сега не е критика на политички систем и така дале, али е. Транзиција. Ако не си го средите това, дали знам каков сум и каков сакам да бидам и каков можам да бидам, онда ти е првте работа. За овие што прават милиарди. Тој фабрик, он прави милион производа. Консултант не може да направи милион. Он мора као личност да се појави, бидејќи се продава како личност. И тука заборавете на милиарди. Да. Си имаме различни мислења, али тоа добро. Не, добро, Да не да, грачи. да се разбереме. Менеджмент консултантство како област упфаќа па ги подобласт. Значи не е, мислам, да, согласувам дека консултант е тој кој што работи со Помага други на менеджмент. за да се подобрат, али генерално во делот на тоа што го правиме јас, на пример, многу често и новите наши членови кои што доаѓаат, навистина ја гледам потребата од работа и развој на вештини. Мајкаат вештини во особеностите оние кои што, да речеме, ги вадиме како консултанти или пак сами се овакво си ја ставиле капата идентитетот на консултант. Јас навистина ми е драго што, да речеме, постои ова разлика која што мислам не разлика, тука едноставно е пошто некако живееме во време во кое што многу луѓе кои што се бават со некакви форми на различни од менеджмент консултантството, им треба чадор. Кај нас, освен менеджмент консалтинг асоциацијата на Македонија, нема друга организирана. Имало ту и тамо да се направи комора, да се направи различни форми, али во основа ние не продуцираме, за жал, школа или не продуцираме едукација. Има честни исклучоци неколку меѓународни програми кои што од време на време го прават, обучуваат консултанти, али да речеме она што менеджмент консалтинг асоциацијата го има, и мислам дека тоа е нешто што е највредно. Тоа е таа меѓународно сертифицирана сертификација всушност која што имаме, каде што било кој, јас ја поминав пред неколку години, како сертификација е фантастичен начин како се учи. И тоа е многу вредно за видите, знаете како ако самиот процес на инициација, кога сакате да бидете нешто, вие си замислувате како треба да биде или како се големите консултанти, ова ми се чини едино нешто во Македонија кое што се работи по тет на она што го има меѓународната меѓународна ситуација, тука е Совет, овакво ICMC, кој што навистина креира рамка и морам да признаам дека да, кога јас сум обучувач, не сум консултант, али затоа има еден куп други ситуации во кои што сме баш консултанти, работиме со организации, работиме на нивно стратешко позиционирање, растење. Така да јас сум барем по делот она што сметам дека токму МКА 2000 е организација или е асоциација која што и затоа и ги правиме овие дискусии. Ние внатре сме цел време, и јас знам и порано дискусии внатре, баш на истата тема. Кој може да биде, кој не може да биде. Дали некој е менеджмент консултант или не е. Али е нешто што фала ти. Е нешто што треба да продолжи. Така и да. Јас сметам за МКА, бидејќи асоциација на консултанти. Ако некој сака да стане консултант, дали треба да има некоја дополнителна вештина или бар да се мрежи со останатите консултанти, е супер можност. Сакам да прашам, Игор, че ти си ни најсвеж консултант у екипата.
Од 7. Сакам за пари малку да зборуваме. Колку е тешко да некој ќе ти дојде и да рече, абе брат ми треба консултантска услуга, ама без пари ако може, оти е неопипливо, не ти побарав кисела вода, ти побарав совет. Вгради се во успех. И знам дека многу предприемачи зборував неколку пред да биде оваа сесија, беше, не знам дали ова можам да го продадам како услуга или ова е да му кажам, да му дам бесплатно. Како успеа тоа да речеш јас сум више консултант, си имам дневница или сатнина или што и да е, почнувам да наплачам за тоа што го работам. Не можам пријател имам фризер и да отидам да брат почишеме за без пари, сум услуга и како услуга треба да почнеме да ја наплачам. Знам дека таргетот ми е пред консултант, предприемачи тука што зборуваме. Како почна да кажуваш луѓе, јас ова за пари го работам више и треба да ми давате пари ако сакате да ми дадам совет. Тешко е самиот тој процес е еволуција сам во себе, во кој што треба да транзитираш од некој кој што сака некому да помогне, кон можноста на вистина тоа да како вредност го дадеш и бидеш надокнаден за тиот процес. Најмногу заради тоа што времето е најскапоцениот ресурс и всушност времето што го посветуваме на некого треба да биде на некој начин тоа се вика на англиски е повеќе to leverage the time, значи да направиме максимум на тоа што го даваме. Во мојот случај решив значи да направиме компанија и да ги дефинираме делот на сервисите како outcome, значи нешто што би било на крај од целиот процес, резултат од три сервиси кои што се работат. Едниот е GDPR compliance или заштита на лични податоци и безбедност, кај што се лаборати се изработуваат, кој што не го работам ја, го работи партнерот. И делот со пристап до финанси, односно алтернативни извори на финансирање, ангел инвеститори, venture capital, кој што тој процес како процес, кога го изодуваш за себе, добиваш инвестиција и ти ја користиш, кога го изодуваш за друг, тој добива инвестиција и тоа е долг процес по кој што најдовме еден интересен модел кој што се вика win-win, да зависно од успехот на процесот заедно добијаме. Значи таков е моделот. Outcome based. Outcome based, тоа што има некоја основица која што викаме окей, отпочнуваме, за да може тоа да го официализираме, сепак се прави договор за да тоа биде почисто, за да не биде. Само едно подпрашање, зашто outcome based е најидеалното сценарио како потрошувач јас. Ако го добијам резултатот, ќе платам за нешто. Дали тоа функционира и од другите услуги? Пример, одиш на фризер и му викаш, ако ми се допадне фризурата, ќе ти платам. Ако не ми се допадне, не ти плаќам тоа. Директно е аутпутот е многу брз. Значи доаѓаш класичен пример, но примерот е нешто кое што не може да го кој ризикот на нештото се оствари е голем. Значи доколку треба да некого да се направи во нашиот свет изработка на презентација за представување пред инвеститор. Тоа е нешто pitch deck кој што е, да речеме, лесно мерлив аутпут кој што може да се направи во рокот еден ден и кој што со уште една сесија со основачкиот тим се доаѓа до прва верзија. И тоа е нешто што е многу лесно како аутпут based можеш да го Output ќе ти направам pitch deck кој ќе ти да донесе милион. Тоа е веќе outcome ориентирано. Тоа затоа викам outcome ориентирано кога ќе ти направам pitch deck кој што со тебе ќе ти изработиме план за како да инвеститорите, ти кажам кому да пристапиш и ќе дојдам на состанокот со тебе за да може да. Тука тој затоа ова не е нашето класично менеджмент консалтинг, туку тоа е модел кој што се вика venture advisory, каде што се земаат селектирано компании во одреден период со нив се работи за да може на крајот да дадеме аутпут. Може да прашање. Да. Вие зборувате за тоа или за тоа што е карактеристика на добар консултант, кој е entrepreneurship, односно предприемач, кој е консултант. Па дали вие како асоциација имате некоја дефиниција, некои критериуми за тоа кој е консултант и кој може да биде член на вашата? Значи, јас
За МК или прашуваш или за стартап Македонија ти радиш на години? За МК 2000, пошто нели МК 2000 се организаторите на ова. Види, самиот процес на членување обавезно проверуваме, че бараме CV, бараме некакво ниво на образование, ние го правиме како проверка врз основа на CV, дали кандидатот остварува некои услови кои што се, значи тоа е тоа. Дали во даден временски период во текот на годината има практика, има пракса, така да врз основа на тоа се носи одлука. Не е некоја, не знам каква проверка, не е интервју, туку повеќе врз основа на она кое што е, али обавезно се бара. Ние да. Ако може, значи, тука е, иако асоциацијата носи назив Менеджмент консалтинг асоциација, сите што се занимаваме на некој начин со консалтинг за менаџирање, за подпомагање на менаџирањето на некоја организација сме членови. Јас, например, не работам... Многу менеджерски функции. Да, Тоа е широка област, но уште повеќе бизнес функции. Ова не се појавува во компанија. Веќе нема многу такви асоциации, ние некако се групираме на ова асоциација, сметаме еден вид на еснавско дружение, иако по дефиницијата што Љубомир ја сподели овдека, тоа се луѓе кои што треба да даваат совети на менаџерите за да можат тие да донесат одредени одлуки, да им помагаат. И сега какви се тие одлуки? Дали се тие одлуки само за организацијскиот развој, или се одлуки за бизнис, или се одлуки за инвестиции, или значи сето тоа е консултација на некој начин што им помага на менаџери. А ако може, сакам да кажам една анекдота во врска со прашањето на Дарчо, кога треба да почнеш да наплаќаш и како. Гречкиот глумец Младен Крстевски, може би некои го знаат од македонски народни приказни, во 90-тите години, кога го канеа, или тогаш отвара фирми, ресторан некои пиотни, ќе го викнат Младен, пријатели, да ај кажи неколку збора, да ми помогнеш. Вика, јас ќе ти помогнам кога ќе мешаш малтер за куќа. А јас од мојот лик и од мојот говор живеам. За ако сакаш да се појавам, за да ти го отворам објектот, треба да ме платиш. Така да тоа е тоа. Да, и тешко е да побараш. Чинот на викаш, јас ова го правам за храна, за живот лично. Сакаш да ти помогнам како пријател, но некоја друга работа, ти ќе мешаш малтер за куќа на тоа. Видите, Ферина. Љубомир, ти нешто сакаш да Една кажеш? анекдота историска. Во почетокот на ICMCI, тоа значи ова светската иницијатива која почнува 75 година. На една од конференциите се среќавам со колеги од Норвешка. Изборуваме кој како и они викаат, сега заборев на енглески, јас сум консултант во папучи. Во папучи. Консултант во папучи. Поантата е во ова. Он има 4-5 клиента од градот кај што живее и со нив има до гроба. Тоа беше 75-76. Сега, успешни консултанти одат со бизнес модел, се вика менеджмент сервис провайдер. Они прават договор. Ние со вас ќе соработуваме наредните 5 години. Да. И онда, тука више продажба нема, бидејќи е се направено, али се појавува еден голем фактор. Мислите, што е најголем ризика и вакви долготрајни ангажмани со некој клиент? Довербата. До сега ми се свижа, утре вика дека не му се свижам затоа што набивам за бартер, а не набивам зона. Па нели имаш договор со него, клиентот не може така лесно да го Заборавите сега. Да, на хартија. Да. Не ме сватите поантата. Довербата. Че го малку надополнам Зоки. Он зборува за штини. Менеджмент консалтинг асоциацијата зборува за компетенции. Во оваа држава терминот компетенција е многу мучен. Компетенција значи да имам образование за нешто, да имам доказ дека тоа
образование го користам, значи да имам искуство и onda dođe трета ствар. Како викате се? Професионално етички стандарди. И јас поради това дигнав рација од консултантство, бидејќи кодексот на консултант имаше нешто што во Македонија не може да профункционира. Он тамо вели, тоа што ти го нудиш, немој да го критикуваш Игор дека он не чини, па дека си ти подобар од него. По кој го прави тоа во оваа држава? Прилагодување на локални пазари. Бач. Така да, станува збор за компетенции и давам нагласок, овој што е третиот дел, професионалните и етичките вештини се уствари факторот кој е основа за тој ретарен договор, више не е контракт, тоа е партнерство. Партнерски договори. Од лично искуство кое не сакам да се поновува. Знаете, кој ми бил најголемиот проблем со партнерите? Кој ќе земе повише и чекам на која кривина ќе ме опростите заебе или како јадем. Тоа се вика лојалност, нема лојалност. Нема многу што. Сега не е преку хлеба погача, али е составен дел на менеджмент консултанти, бидејќи ова е човек со човек работа. Консултантството преку Zoom никако не процвета. Да, тешко е, друго е физички. Црки, дали ти имаш нешто на темата за како да почнеш да наплачиш? Имам уште едно прашање или само? Имам она кое што е битно, да речеме, јас кога почнував, сакав да држам некаква фер цена, фер цена од аспект на да не бидам прескап. Нели, полека сме имале многу пати дискусија со Данчо. И само цената следно прашање тоа. Да. Така, повише ми е како стигна од вештина, да речеш јас живеам од овој, треба да почнам да си го наплаќам, отколку како другарче си ми, без покој треба. Види, така функционира пазарот. Само едноставно кога тебе те бара некој, знае дека овако да дефинираш цена. Јас долго време и се уште, да речеме, за клиенти од Македонија, мене ми е, па можам да кажам, у последни 10 години имам иста консултантска цена. Јас тега од кога почнав по последниве 5-6 години да работам со бизнис сектор, да речеме, ја дигнав и мислам дека е се уште не е нивото кое што е препорачано пред некои добри 10 години од како препорачана цена на МК 350 евра, пред добри година се собрале консултантите на маса и рекле дај да дефинираме цена. Не е така? Скроз погрешно. Така ми е UNDP, Светска банка, Холандскава помош, сито ни е procurement officer. Има листа и ценовник на наплата на консултанти во Македонија. Така да ние седнавме на маса, али предходно, званично и незванично ги добивме ценовниците Од организацијата. од организациите. И ова ние што го направивме, од тоа што добивме, бевме најскромни, тоест одевме, ако е од до, ние одевме на ова од. Долната граница. И тоа уште постои. То малку напор можеш и од гизма да добиеш, и од... Мислам дека сега изборувавме И опростите, цените се од 300 до 500 евра. Не, Од ливица. ден. Али на некого кажете 500 евра и медиумиве фачат, абе ние имаме просечна плата толку и толку, отиде се добра га. Ќе направите Јас ќе да поставам последното прашање, зашто како консултант треба да се дефинира цена. Зашто различна експертиза, различни години на искуство, мислам сега, не можеме ние да се споредуваме, премногу искуство имamo. Како консултант треба да се одреди цената, колку, дали е на сат, дали е на ден, дали е по резултат дури,
И тоа ми беше последно прашање, што сака вака во сите да ми дадете увид, од тебе да почнем Јовар, зашто баш на таа тема си сега. Како уствари Па видите. консултантот треба да води сцената? Јас го барам официјално да видам која година сте се договориле како асоциација цените да се бивам на Google Drive. Има една лош термин, скопска шема. Скопска шема, како ја и ти правиме од корупција до цената, значи у ресторант по кафе. Се заборава на во менеджмент консалтинг, како било каде во бизнисот. Секоја понуда треба да биде документирана. Било да то company profile, кој сум, што сум, за што ме бива, значи во личната карта која ќе закачите на вебсајтот, или ако е за конкретен клиент, услугата ова ќе биде толку и толку, ние ќе направиме ова, вие ќе направите ова, тоа ќе ве кошта сума толку тотал. И onda доле има еден дел кој се вика општи правила на соработка, general conditions. И тамо вика, ние ќе имаме во тимот junior консултант, minor, цените се толку и толку, за ден толку, и тоа е стандардно. И onda пише, нема да се, ќе се ценкаме, али Не да ова се е ценкам, како да обмислиш нашата колку напочеш сеньор, колку напочеш сеньор, колку напочеш, зашто пазарот си има, нели, сега има нелојална конкуренција, има и дампинг цени, ајде да не зборувам, али баш почнахме зашто од тебе, како консултантска компанија имаш ценовник. Како го одлучи дека тие треба да бидат цените, а не е поевтино или поскапо? Значи овака, кај странски рекорд. Може да се погледне за кој проект колку е наплатено. И таму се појавуваат овие цени што ви ги дела консултанти од 300 до 500 евра плюс сите дневници и така да. И онда ќе срочно. Значи, што ме диктирано од нив толку, значи толку е, не Мисле, на нашиот пазар тоа ќе помина или нема да. И онда имате едно, тоа е најжалосниот момент кој ќе речете. Нема најдобро, а добар консултант треба да се труди најдобра услуга, него да ходите на она, да направам што помалку, поиш да направи. и тука е више го губите она што се вели и образот и желбата да учествувате во некоја професија. Кај да? Затоа баш сакава да имаме различни профили на луѓе со различно искуство. Значи, делот на дефинирање на цена, многу ми се допаѓа дека беше тека стора за да можам да слушнам едно мислење за тоа како се прави, инаку да интернационалните организации, посебно оние development offices кои што најмногу ги познаваме, функционираат по стандардизиран ценовник, баш заради тоа за да не се создава сива економија и да биде потранспарентно се тоа што се случува. И некој призив на каде треба да се движи начинот на функционирање кон овој консултантски свет, но кога станува збор за бизниси, тоа Консалтинг на приватен сектор. тоа е состема друго, тоа е како што кажат кога се седнува на маса, се прави дискусија, обично половина од разговорите се завршуваат во кафана, ако се нешто подолги, затоа што се релации кои што се градат. Значи, викаме нешто во делот на инвестмент, еден светот кој што е слично со делот на консалтинг. Ако ти не можеш да испиеш, ако едно пиво со тој кој што сакаш да инвестираш и после тоа да сакаш после година дена повторно да испиеш, тоа значи дека нема релација. Значи тука е од чист интерес и барем како јас функционирам, е дека мора да постои взаемен интерес за создавање на додадена вредност. Значи не е само да се испорача тоа што е барањето, туку и мое емотивно поврзување и вложување, и тогаш всушност се цените некогаш може и пониски од што сакам да ги наплатам, но креираме релација која што подолго ќе трае. И барем сега така го поставувам, дали е исправно, ќе видиме за година две кога Ќе имаме до година на да, ќе имаме можност.
Но тоа е моето размислување, а додека стандардизирана цена е, мора да има негде од кај што се тргнува за да се вреднува сопствениот труд. Игор, благодарам за истапот. Ali МТА сега има една голема улога да гради култура на однос. Дека ова што ти го велиш и марката е забранета во проекти за јавна администрација. Нажалост, моите проекти биле со јавна администрација, 80% се Државата од таму. Забрането контакт, UNDP, ГИС, не смеете да припарите очи да ви видат, иако ги знам сите девојки што работат таму. Така да, и тој е модел за кој што... Ама баш ова различни искуства и баш... Не, и тука е сега. МЧА, нека седне со сите овие донатори да го следи унапредување на... Тоест, економија базирана на знаење, тоа значи економија базирана на консалтинг услуги и да се тоа колку толку регулира. Дори во тендери, дали цената е ако 80% фактор за влијање, тогаш више нема знање и експертиза, кој е најевтин, тие го доби во тендер, тоа е тоа. Цела држава, државен сектор, оди со таа дефиниција на јавен тендер, морате да земете најниската понуда. Што е убиство за сите нас, и што е квалитетот оди доле, дека кога се трудам да направам што помалку, за да имам помала цена, више нема квалитет, нема напредок, нема допринос. Него има копи-паст у најболи случај. Добро, државата знае да биде со различни лица, али да не влегуваме. Како? Вака, за цена, ја морам да признам дека многу ми помогна еден моја што имав со тебе. Иначе, ја велам, мојот пристап беше да играм ферски во однос на она што е. Причам, јас порано кога сум водел 15 години оваква организација, која што држеше релативно високо ниво, за мене односот беше социјално предприемачки. Не можам да се дозволам да мојата плата биде поише од, да речеме, 5 до 7 пати поголема од најниската. Мислам, тоа е тој NGO, овакво, или пак верување у граѓански концепт, кој што не ми... знам да речеме дека од мојата плата, директорот на Сорос во тоа време имаше пута 2 од мојата плата, други директори на БЦМС имаа малце овакво помала, али во основа имаше, да речеме, грантисти кои што сме ги финансирале, кои што има по 2-2.500 евро плата, векам, вие нормални се, само овакво водат граѓански организации, и некако по таа основа сум бил конзервативен. Не сум ефтин, али генерално, да речеме, долго време држав овакво, и велам, во некои ситуации дури се уште ја држам таа релативно од онаа препорачана цена, дури junior level ниво, кога станува збор за македонски субјекти. Кога станува збор за меѓународни, отприлика, мислам, тука сум негде близко до таа препорачана на почеток на векот. И мислам дека, особено кога станува збор за тоа што го и веќе и свесно одам во делот на ако работам со компанија која што тоа што го добива од мене, она го мултиплицира многу, едноставно јас се вградувам во нивниот успех. Значи во основа е, али генерално мојот пристап е дека не работам за без пари. Мислам, пошто имам многу такви, ајде ќе кажам, непристојни предлози, или пак треба толку многу да ми се допаѓа тоа со кое што работам, да можам да договорам во оваа фаза јас инвестирам, во случај на неуспех наплатим. Во случај на успех наплатим многу. Мислам, така да... Битно е, значи, баш сега беше тој договор, компанија која што има продукт за Македонија, Поливал. Фасциниран сум, креативно, иновативно, па дури можам да кажам на ниво на Македонија, дури сум изачувен. И ја викам, окей, битно му беше
отприлика да биде викам окей, нема га, правиме договор. Ја најчесто наплаќам на почеток. Мислам, отприлика имам неколку модели, али во основа сакам да видам, без да наплатам јас не работам. Во основа направивме муабет, викам мене ми е битно ова да биде, нели? Кам окей, у реду. Тоа што јас го наплатам на почеток, во случај на неуспех ќе го наплатам. Да не за дека работам за џабе. Во случај на успех, у секој случај го наплатам, мислам, соодветно за кое што он дури, мислам, онака, многу луд договор, убав договор, значи ме отплика на тој процент кој што јас го парав во случај на успех, он го дуплираш. Така да, мислам, во основа е моделот е малтене од сад, не е да кажеме ова е тоа, али прашај. Не кажем, не знам како се времето, но Добри сме со време. Не требаше ми да можела да кажете идева. Чао. за како може да се објасни вашите и колку време да спомнам еден друг начин. А како? По-конкретно, да, работа консултантство обучавам меѓународно образование. Кога почнав да работам пред години, првото нешто што кажам е добро како ја сега да наплатам и колку да наплатам. Така да, тоа беше периодот се, може да е и американски, таму престојот, па тие ме получија како кај нив се одредува сатница. Значи, недвосмислено треба да се наплати да го наплаќате вашиот труд, затоа што не е професионално вие да не наплаќате. Значи, професионално и по друг е начинот на пристап, докато вие наплатите за вашиот труд. Вие може да одредите, како Зоран сега што спомна, еднаш во годината да изберете еден клиент кој што ќе биде дарен и тоа е овака за ваше дека правите што добро, дека сте свесни, интересувате, но тоа не е, да кажеме, значи пристапот е дека треба да се наплати, а никако да не се наплати. Сега како да се? Значи прво треба нашата работа да биде регулирана со договор. Значи ние даваме на некој начин услуги. Како договор тоа ќе биде според нашиот закон, колку што знам, се нашата услуга ако договор се информиран, ако нема некоја друга проблема. Дали ќе правите вие договори на еден месец, на кратки, 3 месеца со вашиот клиент или компанија, или на 6 или на година дена, тоа зависи од вашата работа. Конкретно, јас не со секој клиент работа подразбира договор од најмалку една година. Како ќе направи? Прашањето што треба секој да се го постави е колку изнесува сатницата во вашата област. Значи, колку е сатница? Кај нас тоа е се уште флексибилно или пак не е одредено, но еве, можем да кажем дека академската сатница во Македонија е од 29 евра до 70 евра. Начинот да го одредите вашето ниво на сатница е и од потребата да се издвоите од оние кои што на било каков начин работа. Значи, тој што има вештини, има квалификации, се подразбира дека треба да наплаќа колку што вреди неговата работа. Значи, да земаме 50 евра од сатница. Затоа вие спомнате 350 евра, не беше јасно што. Но кај нас може би малку подруги. Како и да. Значи, ако
сме одредили садницата вие ако одредувате дека е 50 евра од сад. Следно прашање што треба да се го поставите е што вие произведувате за сад. Тоа се мери. По мојот случај, значи ние сите нешто произведуваме, дали тоа ќе биде интелектуален труд или тоа ќе се манифестира преку некои документи, најчесто се мери преку вредноста може да биде измерена преку произведување на документи. Значи, ако вие произведувате еден бизнес план, следно што треба да се поставите прашање за да одредите е колку сати вас се потребни за да произведете тој бизнес план. Колку сати ви се потребни, значи од прва верзија, од параграф од трет до финал. Кога јас почнав да работам, бидејќи јас од мојот консултант, менторска работа, јас изведувам академски портфолио. Мојата работа се вреднува сакмицата во еден документ. Да речем, едно мотивационо писмо. Колку време мене ми беше потребно да изработам, беа потребни 60 сати. Значи да седна до финална верзија, јазик, сите правила како тоа се прави, мене беа потребни 60 сати. Сега не сосема подобро. 60 сати треба да се помножат по вашата садница. Сега, што би изгледало во Америка, например, 1400 евра, сега кај нас тоа треба да се прилагоди на нашиот пазар, но секако треба да се следи во како се движат заплатите. Значи, тоа е еден класичен начин како ние треба да ја потребуваме. Да кажам. Значи, дали на некој повеќе или повеќе, некој дека два типа на документи секако секој консултант би требало да ги има. Едниот се нарекува протокол за работа, кој што би требало да ги рефлексира и правилата на организацијата и пред да се случи договор, вие го испраќате протокол за работа каде што се објаснува. И потоа следи договор, каде што понатаму се регулирано. Секако во него треба да има клауза која што би се нарекла како златна премија. Значи, толку е многу задоволение, тогаш тоа би следело за одредени случаи, например, во мојата бранша, доколку јас го запишувам диграфот на Харвард, тогаш се очекува да е наведено дека може да Мораме малце да... Така, класично, класично колку да се изречува, да се колку време. Ова поинта, јас сакам че две-три поинти само да додам, па сам ти сакаш да кажеш уште нешто. Баш ми инферират за неколку поинти, што мислам дека се многу битни на овој разговор. Прво и најосновно, кога го почнавме ние како менеджмент консалтинг агенција или бизнис, понуда или побарувачка. Ако имам премногу клиенти, расте цената. Ако немам работа, паѓа цената и тоа ти е пазар. Сам најбанално пазар каде што имам 10 клиенти што чекаат за нешто да работам, си расте цената. Немаме ич работа и за декември, католички Божич. Немаме работа, драстично паѓа цената. Поентата за ово ми е зашто јас сега, за да не бидам во државен сектор, ние строго работиме природен сектор, значи немаме никакви проекти ни со UNDP, ни со USAID, строго сме надвор од Македонија. Сакав баш да додам малце свежа димензија, па како е надвор од Македонија. Прво, понуда и побарувачка ни беше главно индикатор за цена. Имаш многу работа, ти ја креваш цената. Price elasticity, тоа се викам. Да. Се додека сака повисоко да платам, може војна. Втората битна тема ми беше што за без пари перцепцијата за услугите што ја даваш значително е лоша. Ние имавме као период пред COVID, каде што рековме дуплираме цени преку ноќ. Јас викам од утре се што правиме дупло цени. Прво ни донесе многу поквалитетни клиенти. Зашто кога викаш ајде за 300 денара, за 500 денара, привлекуваш клиенти што за 300-500 денара душата ќе ти извадат. Дуплиравме цените преку ноќ, си изфилтрираа тие, си изфилтрираа нерелевантните, несериозните клиенти
И останаат тие што стварно имат проблем, што стварно можеме да помогнеме уствари. И со дуплирање на цената осетив како сега зборам на ниво на консултантска компанија, дека многу подобри клиенти добив. Па третата работа беше дека цената не колку тебе ти вреде саатот, колку голем проблем решаваш. Некој што има 1.000.000 евра проблем, ако ти можеш да му го решиш во 1 саат, дали ти треба да наплатиш 50 евра или 100.000 евра. Буквално, тука тоа за мене лично беше како mindset shift, дека ја решавам проблем. Ако ти имаш проблем што те кошта моментално многу пари и јас знам да го решам, каде е тогаш сатнината? Јас може би 5 минути искуство, знам точно, имаше едни анекдоти за брод со мотор, со кај да чукне за да го реши. Ама ако јас знам да ти го решам тебе проблемот, тогаш не е колку е мојата цена, колку тебе те боле проблемот што го решавам. Ако јас сум си искусен, дали ми е 10 сата, колку сум поискусен, јас знам побрзо да го решавам. Сум го решал на тројца пред тебе или на 10 луѓе пред тебе истиот проблем, тогаш више ми е на аутопилот, знам точно што треба и како. И последната работа ми беше што кога зборуваме за цена, стварно е непријатна работа, зашто секој си го вреднуваме трудот. Во март отворив danchodimkov.com, башка консалтинг, зашто е Данчо, ставив цена 200 евра на сат. И викам, ако проđe. Прв клиент македонец. И викам, чекам малко. Втор клиент енглез. Трет клиент холанджанец. Од март до сега повише од 10 клиенти дојдоа каде што, да, 200 евра per hour, окей. И сега викам, ама чекај, тоа се косе со сите логики на, мислам, колку треба да биде консултантска дневница. И моето гледиште, па сега за приватен сектор, убаво кажете, у државен сектор е еден свет, у невладен сектор е друг. У приватен сектор е колкав проблем можеш да ми решиш. И сега јас сум там пак клиент, зашто јас плаќам за консултант многу пари. Јас имам проблем, ако некој консултант знае да дојде и да ми го реши, и мене това ми е 10.000 евра проблем, и ја дојдам му давам 10 толку да ми трпне, дојде и реши ми го проблем. Ако јас треба да имам фитара или фонд за иновација или нешто, ако гледам дека има проект од 230.000 евра можност, викам, па сега дали 150 евра треба да платиш на консултанта дневница за да ти донесе пристап до финанси од 300.000 евра, смешки. И сега, тие мајндсет, зашто не работиме со држава и не работиме со невладен сектор, па ги немаме тие стреги, ти зборуваш за пристап до инвеститори. Донеси ми мене 5 милиона инвеститор и јас да ти платам тебе 150 евра дневница или сатница или како и да го претвориме кој да е момент. И тука мислам дека тоа сега баш ти што го кажуваше, ми се виде како ама јас цената ми е, имаме многу работи или не, понуди поговорувачка, и плюс цената ми е колку те боле тебе проблем. Значи, имаше уште една анекдота, завршувам, да не испадне спорувам многу. Те боле зап, одиш на заболекар и му викаш, леле ме боле забот. И он ти вика, за 10 минути можем да ти го решам проблемот, 10.000 евра кошта проблемот. И ти викаш, 10.000 евра за 10 минути? И вика, не е проблем, ако сакаш 3 сата, че се маткам околу твојот зап, не сам нека те боле. И ствари, наместо да зборуваме за per hour или per day, треба колку брзо може да ми го решиш проблемот. Значи, ако мене забот ме боле, дали да те платам 10.000 евра за 6 сата или за 15 минути, мене проблемот треба да ми го решиш. Само може да те надополним уште една нешто. На повеќето работа се служувам и уште една димензија, тоа е од колку извори можеш да добиеш истата информација или колку такви слични има да ти ја дадат таа информација таква како што ја знаеш ти, сегрегирана чрез знаењето. Ако постојат стотици стоматолози кои што може дали бидеш кај тогаш ќе си изберам кај кого и соодветно цената ќе има влијание, но некогаш што стана збор за знаење и искуство кое што се до многу години ставени во еден удар, имаше една анекдота, дека му побарале на некој бродоградилиште да ја поправил моторот на некој танкер кој што требало да носи лоуд од милиони долари и му рекле дајте на фактура и он добро дал фактурата и фактурата кажал поправка на бродот $20,000.
И па добро, можеш да разделиш моце Ајде ми излезе да. што всушност вклучувало тоа. И првата стапка, удар со чекан, по еднаш, еднакво на $1, знаење каде да се чукне за да може да се поправи. 19. Сега, тоа е моментот, тоа како да може да го вреднуваме е прашање на колку јас се вреднувам себе си, колку другиот може да тоа да плати и нормално дали таа вредност што се дава е право пропорционална и на време. Сепак се модерен профил на клиентите. Секој во различен профил. Апропо ова Игор што рече за Чекано. за чеканот. Ти си многу млад. Некоја баба не ти ја кажувала приказната стара македонска приказна за каменорезец на гробишта? И јас не знам, кажу. 301 денар пред мај. 3100 евра за гробна плоча. И бабата прашила, аман бе многу пари, па ти само еднаш чукна, се направи. А вика не, ја за едното чукнување, едно евро, 300 евра за да знам каде да чукнам. Искуство. Поантата ми ова. Ова е приказна која е сигурно стара од турско се рече. Значи, таму е збор за една стандардна, класична култура на купи продај, што треба да те култивира и унапредува. Апропо, вие што рековте за цената ви. Се ограничувам, зборувам за менеджмент консултанти, тоа значи менеджмент консултант кој советува. Да. Мојата агенција, стандардна услуга беше изработка на стратешки план. Во мојата company profile има стейтмент. Ние не работиме за вас. Ние работиме со вас. И да се разбереме, тоа е совсем различно од колку ако ја правам планот. Ако правам стратешки план, имам група 20-30 луѓе и тамо више го нема ова поемот на сатница. Сатница е книговодствена работа. ICMCI водеше цело време врз база на профил, како ви ангажманот на сениор консултант, на менеджмент партнер. Таму има јуниор, вика 50% работи за клиентот, 50% има маркетинг, администрација, учење. Сениор консултант 50% со клиентот, маркетинг 50% нови знаења, 30% и така да. Така да со тоа се дефинира кој е ниво, колкав процент, значи интерен однос. А онда кога другиот однос е повторно ICMCI го прави анализа на цена на консултанти на пазарот, тоа се комбинира со оваа скала и се добива рекоменди сениор, project manager и така да. Има тие за Македонија се како препорачени цени за јуниор, сениор од ICMCI? Дали ICMCI има препорачени? Кој има во овие annual report-ите мора да го. Али они се рипнати бајги. Ја кој што гледате, моци се извади од дискусијата, сакам да ги представам како беа сликани, че ги имате сите на веб страната на МК, мислам на Facebook профилот на МК, така да ќе може да... Нема да е вече. Да. Пошто апропо госпожата што рече сатницата 25 евра, 50-60 евра за академски средини. Јас се сеќавам, кога работевме во европските проекти, цените беа стандардно 200-300 евра. И онда 2005-2006 година се донесе ценовници по географија и се појавива цени за Македонија 20 евра, за нашиот партнер од Словенија 970 евра, тоа уште беше мучук, за партнерот од Германија во конзорциумот 300 евра.
Тоа е нешто што и мислам дека Не е фер, мислам се. не Истична работа, поражно дали ја има исто така таа географска. Мислам дека има Зоки работите. Тоа е нешто што треба асоциацијата да го промени. Тоа не е ни толку проблем. Друг проблем е се случува и тоа. Не е проблем. Не. Ја имам 20 катедра, Има една друга димензија која што не знам дали ја приметувате, колку учествувате во проекти. Значи, има кај нас, сум зборувал со вашата ќерка, така да претпоставам сум свесни. Има кај нас едно друго спуштање на цени. Тоа се цени кои што ги стигнуваат, речеме, со мене се консултираат делни организации што аплицираат, која е твоја цена за услугите кои што ги дават. Се случува многу често во процес на преговори пред да се потпише договор, да се спуштаат цени. И онда, да речеме, кај нас има еден наплив, да не влегуваме можеби во тоа, али има еден наплив на многу луѓе кои што даваат некакво знаење, вештина кои што за 70-80% без 70-80% без никаков проблем биот. И генерално, јас многу често имам, да речеме, нас не ни даваат повеќе. Ти си овде со 170-180 евра, испод 130, сам мисля 130 евра не прифаќаат. Едноставно, тоа е донаторите, значи отплика затоа што немаш што тоа у Македонија ти да се зафркаваш поише од 150 евра за локалци, значи или пак 130 или 120. Ја мислам дека тоа е многу погреб, пошто тоа го прават повторно македонци, да се разбереме, кои што имаат по 3-4 евра плата. А генерално кога ќе стане збор за консултанти македонски викаат не, како тоа, се спушта и 120, затоа што генерално некој друг за 80 раѓа завршува. На ста? На 9. Али во основа, така да мимо тоа што е препорачано, кој што исто така е Јас на дека има можност дека има потреба од наше инволвирање како организирана асоциација на консултанти и кон меѓународни, но исто така и кон домашни, кои што се уват каде што не нема. Има потреба. Зоки, Лиле. Само географската одредница, да речеме, за формирање на цената не треба да постои и мислам дека треба таа да се разреши од наша страна, а исто така покрај сите овие работи што ги кажат, има и уште една работа што ја прават и главно во преговорите ја прават UNDP. Јас сум работела таму и знам од нивна страна како. Например, не смеат, според правилата на UNDP, не смеат да преговараат за цена на консултантски ден, значи кога веќе е во понудата ставена одредена цена, меѓутоа можат да преговараат за намалување на бројот на денови. И на крајот се сведува на исто, значи тата сума ќе се намали, но исто така тоа не е фер. Значи, ако веќе за таа работна задача се предвидени толку работни дена, ти си дал цена по работен ден, сега да го намалуваш бројот на работни денови исто така. Вака, Луѓе, јас сакам само со време да бидам aware. Имаме уште 8 минути, сакам да видам дали има нешто прашање. А дискусијата се продолжува, мислам да си имаме тука печки и мезе, имаме и се друго. Па сакам само да дофам малце време вака слободно. Здраво, ова не се представи, јас сум Димитар, а овде сум како гостин дојде, не сум консултант. Уште едно ако прашање сакам да го поставам, значи до оние кои што имаат за клиенти ова бизнес субјекти. Приватен сектор. На приватен сектор, како го доживувате на неуспехот на вашите клиенти? Дали го сметате и за ваш неуспех, да речеме, доколку некој од вашиот клиент пропадне? И пак она што е најбитно е опортунитетниот трошок, леле до сега зема пари од него, сега веќе нема да се. И дали имате некаква анализа во тој? Јас ти правам тешки анализи, зашто 25 луѓе сме, више систематизирани сме. Customer lifetime value, customer acquisition cost, сам ги правиме тие. Најнакратко можеш човек да му покажеш извод, не може да натераш човек да пие вода. Ти можеш со сето твоје консултантски да му покажеш на некој нешто, ако не е спремен, нема да може да ги примене советите што му ги даваш. Сега, наставно од тоа, има лоши консултанти. Да не се лажиме, мислам, консалтинг е професија, има лоши адвокати, има лоши сметководители. Наставно од тоа, трета димензија само сакам,
можеме да сгрешиме. Само луѓе сме, консултанти сме, спрема моето искуство, мојот совет ти е направи го ово. Дали е 100% најдобриот совет? Според мене е да, ама можам да сгрешам. Има тука више professional liability insurance and general liability insurance, каде што како консултант може да се осигураш од лош совет. Многу интересна работа. Кај сметководителот е задолжително. Сметководител по дефиниција мора да има professional liability insurance. Јас во Македонија, кога почнав да барам да си направам professional liability insurance, викат сметководител ли си, успев. На ниво на консултантска фирма направивме professional liability insurance, Eurolink некако се разбравме, ама луѓе професија, имаш мајстор за плочки. Има многу добри мајстори за плочки, има многу лоши мајстори за плочки. Има добри мајстори за плочки, само што некогаш може да сгреши. Сега како услуга, секогаш нас не од интерес долгорочната соработка. Јас знам дека кога си направам добра услуга, градиме однос, види иначе ме бараш и за нешто друго, и за нешто второ, како што кажа Љубомир, лайф партнерство е веќе. Меѓутоа, секогаш се, некогаш се дешаваат и грешки. Нормално, луѓе сме, имаме процеси, имаме контрола на квалитет, имаме системи, ама не секогаш тоа што ние го имаме како искуство е апликабилно на конкретните сценарии. Така да, си грешим, да не грешим душа. Fair enough, fair odgovor. Некој да нас каже да само таму да прашам. Така, мислам дека прашањето ти е аз вика, многу тешко понекогаш затоа што знаете како, она кое што јас го работам претежно, тоа е работа со компании да добијат финансиска поддршка. Не секогаш зависи од тоа дали зависи од тоа и идејата, зависи од тоа мојот перформанс, исто така зависи и од начинот на одлучување. Не секогаш вие може да го направите најдобриот проект и тој да не помине. Затоа што имало подобри проекти и се случува тоа. Мислам, треба да бидеме свесни дека така да ја не велам дека не правиме грешки. Береме тоа е развод и развој. Мислам, тука нема овакво нема збор. Така да мене, мислам, ми се случували фантастични работи каде што од 5 проекти кои што сум минав, сите 5 поминале. И се случува, да речеме, ситуација каде што ради последен момент, пример кај нас, имате един куп луѓе кои што ме познаваат, на 2 недели пред крајен рок се јавуваат со фантастични идеи. Ја да речеме сега реков за овој спитерот, дека ќе бидам многу релаксиран, вчерашко беше пејано. У последниве 2 недели ја отприлика, мислам, 3 пати сменивме стратегија, ангажирање на колеги за да се успее. Понекогаш и да сакате, не можете да одговорите, затоа што е кратко време. Нели, Зоки мене ме знае, јас со него имам до сега добиено 316.000, Зоки, кало бе човече, кај беше до сега? Не, ама види вака онака, и онда тоа е проценката во моментот. Дали ќе одбиеш, бидејќи мислам на крај крајшта и овакво. Тоа е целата работа. Така да понекогаш, кога ги понекогаш сопствените принципи, јас сум рекол, на 10 дена пред овакво не ни се јавувам на клиенти, али беше релативно слабо, не ни работев нешто puno да маркетирам. Има 2, од вас овакво рипна на 7. Така да, тоа е понекогаш, како и да земете, правите грешки кога одите, кога малце поише ставате на ваши работи. Така да, после си поправиме муабет. не е секогаш, велам, како да го... Види, кога влезеш со нешто, види, влезеш со нешто со наискрена намера да помогнеш да го сработиш. Зависи од тебе, бие. Виша сила дефинира. Виша сила. Нема како. Сакам да почнеме со closing remarks. Да, бидејќи ја прво морам да се заповедарам на Игор затоа што Игор рече сад веќе останало 2 сати, знам дека е многу западен, така да и во тоа име фала многу што мислам еве 2 сати сме заедно. Ви благодарам на сите што
што дојдовте овде во Проефект, тоест во шоурум, многу ми е драго што барем имаме Оливера, Венера, значи имаме некои 5-6 сегашни, а се надевам уште 5-6 идни членови на МКА. Мислам, навистина и тие што не пратат, и тие што се овде. Имаме што да правиме. Многу ми е драго што на неколку часа пред оваа сесија Љубомир како основач, како што се вика човек што го поддржува МК од самото движење па до сега, од само формирање, е овде со нас, така да има тука уште многу работи да се дискутираат. Да, така да ви благодарам во секој случај што бевте. Да, имаме доста фини боцки, добра екипа имаме овде, така да се надам ќе биде се изедено. Повелете и за closing words. Да кажам јас за да може да завршиме со одговор. Фала ви на сите што бевте тука. Бев предизвикан за темава да може да дискутирам, иако сите што ме знаат, дискусија никогаш доволно. Ке сакам само да затворам со тоа дека додадената вредност е стремежот зашто влегов ја во ова, значи да навистина тоа биде синергија помеѓу едната и другата страна. Некогаш се соочувам со фактот што другата страна не ќе да слуша, и тоа е може една тема за дискусија која што треба дополнително да покриеме, но дефинитивно треба да се работи и издружено да се делува во однос на креирање на тој екосистем сцена, разбирање помеѓу сите чинители, тоа го работиме и во стартап екосистемата и во консултантскиот екосистем. Фала ви на поканата. Јас би завршил со она што почнав. Предприемач има своји карактеристики, консултант има своји карактеристики. Ви се свижало или не, профилите се до голем процент различни. Така да предприемач да биде консултант, а да не си го промени душата на предприемачија, контрапродуктивно. И уште еднаш, транзиција, што се спомна. Не заборавете, транзиција е, нити знаете од каде почнувате, нити знаете што сакате да постанете. Поправете го тоа, преиспитете се и онда храбро напред. Супер. Ја сакам исто така да се заблагодарам. Тука е мојот најмал член на семејството и мојата најголема ќерка, така да благодарам што помогна. Мислам дека заслужуваат исто. Closing remarks сакам да одржам. Уживам овие дискусии и никогаш нема 2 часа да завршат, ама многу повеќе уживам кога не се слагаме за луѓе. Нема, тоа што чувам нешто ново. Ако се собериме четворите и сите викаме вој е најдобро, вој е најдобро, вој е најдобро, тогаш ќе одам дома со исто знаење што сум дошол. А вака сега со Игор се контриме на неколку теми, со Љубомир на други теми, со Зоки и така ствари јас ќе одам побогат дома, мислам, со нови информации. И како консултанти или како предприемачи мораме на lifelong learning да учиме и да се изложуваме на други искуства. Фала ви уште еднаш на сите што дојдовте и на тие што сте онлайн и со тоа